меѓу двата јазика. Се заблагодарувам на мојот колега Никола за поканата. Радост ми е да се наоѓам повторно во северната пријателска земја и да ги имам задржано и ветувањата кои што ги имав направено, дадено. Имавме кажано дека кога ќе се смени името во аеродромот, ќе дојдиме да го посетиме вашиот убав град, да отвориме втората фаза за согласноста за поврзување меѓу вашата земја и Европска унија и да поддржиме вашето влегување во иницијативата Ионио Адриатика. Верувам многу во нашата заедничка иднина, во нашата соработка, што ќе биде за добро на нашите граѓани и на целата територија. Верувам длабоко дека ако можеме и сме должни да можеме, и денес направивме чекори, да ги решиме проблемите кои што не ги создадовме Никола и јас, туку ги најдовме, сме должни да ги решиме, дека тоа ќе помогне пријателството меѓу двата народа, секојдневната комуникација и соработката, стабилноста и безбедноста во територијата, дека тоа ќе даде можност да помогнеме и двете држави во развој на целиот регион. Верувам дека овие пречки политички мора да се надминат и тоа ќе допридонесе развој. Се радувам многу што ќе се сретнам со политичкото лидерство на државата. Сакам да се заблагодарам однапред на премиерот господин Зоран Заев што ми дава можност да имаме една креативна дискусија, но и останатите, и господинот Џафери, господинот Ахмети, господинот Мицковски, што ќе имаме можност да ги информираме до кај се наоѓаме. Сакам да кажам дека лесното во политиката е да не правиш ништо и посебно во надворешната политика, и тоа и како професор за меѓународни релации го кажувам тоа, не се сеќавам многу да се жали народот или некој министер да има многу критика зошто не се движи и не решава проблеми. Но потоа доаѓа животот и си ги нуди незините решенија и тоа е многу скапо. Министрите за надворешни работи во рамките на нивните влади со иницијативата на нивните премиери имат должност да наоѓат решенија. И се должни да наоѓат решенија покрај мислењата на јавноста. Треба да тие решенија да помага на нивните земји, нивните проблеми. Грција излегува денес полека од економската криза и за да имаме тој развој што го посакуваме, мора да имаме соработка во цел поширок регион. Цел поширокиот регион ќе мора да влезе во Европската унија и веруваме во некои честни договори кои што во иднина и двете страни ќе добијат од сето тоа. Двете страни ќе имат придобивки и нема да има некој што ќе изгуби, а некој што ќе добие, туку еден компромис што се однесува и за Грција, кој што посакува еден компромис. И не можеш никогаш да добиеш сето тоа што го имаш во глава. Треба да добиеш тоа што е главно за себе и да го даеш тоа што е главно за другата страна. И најглавно, тоа е заеднички интерес за воиднината. Верувам многу за стабилноста и безбедноста во територијата, во регионот, и ова северната пријателска земја, верувам дека е една земја со која нашите релации на државно ниво сме должни да следат тоа што се случува во самиот живот. Знаеме дека милиони луѓе меѓу двете држави
се движат, посетуват. Знаеме дека Северна Грција ги прифаќа со радост граѓаните на вашата земја за туризам или за бизнис или за пријателски посетувања и спротивното од тоа. Нашите народи се многу блиску. Се блиску, мора да се блиску и иднината е наша должност да ги донесеме во иднина уште поблиску. Наши држави, наши народи ќе имат добивка од заедничките акции во иднината и од грижа за новите генерации за цела територија. Текстовите се прават за да се разјаснуваат позициите и предлозите на страните. Сигурно на крајот ќе направиме еден единствен текст. На голем степен, во голем степен сме договорени што сакаме за иднината и за останатите теми. Господинот Нимиц, тоа што ние ќе се договориме и ќе преговараме со него, ќе го остави во еден текст кон Советот за безбедност и Генералното собрание, каде што ќе се потврдува дека проблемите во одлуките 8-17 се надминати и можеме да продолжиме панатаму. Што ќе биде тоа понатамошното, ќе се договориме. Текстовите се секогаш за да помагат во преговорите. Верувам многу во темата со која се очуваме и дека со суштинско дискутирање ќе имаме секогаш позитивно. Сакам да кажам дека се согласувам. Потребна ни е едно праведно решение, што не ќе ги решава само проблемите од минатото, туку ќе создава една позитивна иднина, туку ќе создава инвестиција во идните генерации, ќе ги отвора улиците, патиштата и не ќе создава некои други проблеми за војднина. Ова прашање ми го прават и во самите преговорите страната на вашата земја. Не забараме повеќе гаранции. Едноставно земаме предвид искуство што го имаме во Европската Унија со одлуките на уставни судови кои сметат дека уставите остануваат над европското и меѓународното право. Ве потсеќам на повеќе одлуки на Уставниот суд на Германија и спогодбата на Маастрихт и на Лисабон во последните 20 години во Европска Унија. Тоа е едно прашање за уставната промена што го бараме, го дискутираме. Мислам дека потребно е да го разјасниме се до тоа и да видиме на крајот кај ќе завршиме. Не мислам дека тоа е едно прашање што можеме овој момент да го отвориме, бидејќи се наоѓаме сред едно преговарање. Чесен, праведен и точно решение. Тоа е решение што ги зема предвид главните точки на интересот на двете страни. И главните интереси на секоја страна се лоцират преку преговорите што ги вршиме и во резултатот што ќе го имаме. И јас не сакам сега во самото преговарање да ви анализирам моите позиции. Но некој друг момент ќе ви донесам, ќе ви представам повеќе примери за какви имиња се наоѓаат и ова земја и како ние што во Грција што правиме разни уставни промени. Тоа не е нешто страшно. Законите, уставите, менталитетите со текот на време се менуваат. И како што имам кажано, две главни и 5 помали промени ги има направено тука земјата. Не сакам да навлегувам сега на такво прашање. Морална промена е таа што ќе ги задоволи двете страни. Не зборувам за екстремистите во двете земји, зборувам за тие што размислува за една заедничка иднина.
Не бараме едната страна да се уништи и другата да се радува дека победи. Тоа не е ни честно, ни морално решение. Тоа што го бараме е меѓу различните мислења што ги имаме, да најдеме едно вкупно решение што да ги интегрира се до тоа што за секоја страна е значено. Не може ни едната ни другата страна да прифати се што предложува секоја страна. Дури и дома како пар со нашите деца имаме компромиси, правиме компромиси, инаку не можеш да имаш соживот. И тоа што постои дека постојат праведни компромиси и скапаните компромиси. Не можеш да му наметниш. Имаме сили во двете земји што би сакале да им каже од една на друга страна како треба да се однесува, што треба да промени. Тоа не се прави така. Сакаме заедничка иднина, развој на пријателство и така треба да имаме еден чесен компромис.